Зелената економија отвора можности за нови работни места, но освен парите, тука и еколошкиот момент. Голем дел од отпадот би можел повторно да се користи во друга форма и на тој начин да се ослободиме од ѓубрето и терминот валка на држава. И тука треба само да се биде креативен и да се најде начин како да се искористи условно кажано непотребното. Калифорниските црви јадат органско ѓубриво, процес кој трае 2 години, а практично од нивниот измет се добива збогатен хумус кој се користи како додаток за почвата и потоа таа раѓа повеќе и поквалитетни плодови. Но за да почнете ваков бизнис, административните процедури се долги и потребни се лиценци исто како и да произведувате вештачко ѓубриво. Митко Ристоманов е млад архитект од Струмичко Ново село, кој како хоби почнал да одгледува токму калифорниски црви за да произведе хумус за сопствени потреби, па и ако остане нешто повеќе да може да продаде. Во својот пластеник има неколку легла кои ги храни со арско ѓубре, остатоци од храна и картони. Треба да е старо од минимум 10 месеци до година, добро компостирано, без непријатен мирис. Ги храниме црвите еднаш до 2 пати месечно, со добро навлажното арско ѓубре. Инаку суровина друга може да биде секој друг органски отпад, остатоци од овошје, зеленчук, картони. Тоа има доста така добра храна, таму се намножуваат баш. Само не сме да има месо, масла, значи такви потешки работи. Треба да се одржува во леглата постојана влага, околу 90%, затоа ги покриваме летно време леглата и со слама. Ги обраќаме, се грижиме за нив, сепак иако тоа се црви, сепак имаат некои природни непријатели, како што се некои инсекти, кратови, кокошки, птици кои што може да направат голема штета на леглата. За само 3 месеци едно легло од околу 100.000 црви може двојно да се зголеми поради брзото намножување, но и мора постојано да внимава на нив бидејќи имаат многу природни штетници. Кртови, кокошки и други инсекти како конјоштипот, кои ги јадат ларвите. Единствен начин е вака да ги раскопаш и да ги утепаш. Рачно. Да. Друго. Еве ги црвите. Што е? Како баш тука. Ристоманов вели дека не добива никаква помош, иако со својата работа помага во намалување на отпадот, а вложили големи средства. Прво за да создаде живеалиште за црвите, а потоа и да ги купи. Колку административните процедури за една ваква, да речем, мини фабрика се долги, дали државата ве помага на некој начин? Не, значи за разлика од соседна Бугарија, овде е близко, кој е член на Европската унија, таму имате и субвенции и посебни програми за млади фармери кои се занимаваат со овој вид на производство. Овде касни законската регулатива, процедурата да регистрираш таков производ е како да произведеш вештачко ѓубре, малку не треба да исполнуваш такви ригорозни услови, да имаш таков и таков тип на вработени, кој што реално нема потреба од сето тоа. Треба да излезе во пресред самите законодавци во однос на оваа работа и да се поедностават сите овие непотребни законски процедури и се оно што следува бирократија, сето тоа. Циркуларната економија отвора простор за нови работни места, но може и во иднина да повлече дополнителни заштеди. Овде има голем простор за работа, има простор за десетици илјади работни места, би ги нарекол. Годишно, еве само еден податок ќе ви дадам. Мислам дека тоа беше пред поскапувањето на сите репроматеријали. Македонија увезуваше околу 150 милиони евра вредност на вештачки ѓубрива. Значи, ако барем третина или половина од арското ѓубре што стоката го произведува во Македонија, го преработиме со помош на калифорниски црви и после тој биохумус го аплицираме во земјоделието, мислам дека за неколку години би можеле да бидеме независни во однос на увозот на вештачки ѓубрива. Иако Струмичкиот регион е најпознат по земјоделските површини, земјата таму е веќе истрошена. Затоа потребна и е помош која доаѓа токму од органско потекло. Квалитетот и самите погодности што ги има хумусот во однос на вештачкиви ѓубрева е неспоредливи. Едноставно, вештачкиви ѓубрева знаеме дека ја истоштуваат почвата, ја бетонираат едноставно, ја прават, ги убиваат микроорганизмите во нејзе,
А биохумусот обратно, ја збогатува, го зголема процентот на хумус на почвата. Не знам дали знаете, нашите почви, поготово в Струмичкиот регион, кај што имаме интензивно раногренарско производство, тие се источни почви. Нивото на хумус е многу ниско. Така да, тоа е единствениот пат, би го рекол, на одржливо, на кружна или циркуларна економија, кој што треба да биде поддржан и да биде во тој правец да се движиме. Но ова не е единствениот начин преку кој може да се искористи отпадот кој го произведува самата природа. Калифорниските црви се користат за производство на ѓубриво, односно за додаток на почвата и тоа во помали количини. Но со преработка, односно со компостирање на биомаса, се добива оваа земја која потоа е спремна за обработка. Цветанчо Ѓоргиев е фармацевт кој во рамките на својата компанија отворил и компостара за да може да го преработува отпадот кој самата компанија го произведува, но и маката го натерала да бара спас. Старото блато кај Новосело е пресушено, па таму има голема количина на трска која сега тој ја собира за да ја преработи. Имавме сериозен проблем некаде во февруарите, јануари, февруари, март, кога е најсува трската, одредени личности ја пале. И сега ние тоа го собираме во најсушниот период, да речеме во август и во септември, така да на некој начин ги чистиме површините и оневозможуваме одредени дали сточари, дали било луѓе кои што се со некои пиромански идеи да го палат сето тоа. Кое што инак откако ќе се запалят тие површини, неможноста да се угасат, резултираше со живење во, да речем, во нашето село некои си 2 недели во постојан густ чат. Сега, бидејќи се очистени тие површини од тие остатоци вегетацијски, тоа не се случува. Ако на запад земјоделците плаќаат одредена сума за компостарите да го земат нивниот отпад и да го преработат, тоа во Македонија не е случај. Земјоделците не се ни свесни дека со тоа можат да добијат поквалитетна почва за обработка. Тоа е и всушност главната причина зошто компостирањето не е примарен бизнис за Ѓоргиев. Ова само по себе е неисплатливо доколку работи. Значи ние овде како општествено одговорна компанија, ова освен што го решаваме нашиот отпад, исто така работиме и на зачувување на целата средина која што ја имаме. Значи ги одржуваме тие ливади, да ги речеме, или поранешни ниви во кондиција да не е обрасна, да не стане тоа запуштено. Доколку ваквите компостари се развијат, ќе се намали и работата на комуналните предпријатија. Во развиените земји државите сами ги субвенционираат ваквите фирми, бидејќи корист од преработка на биомасата имаат сите.